Кошаркарите на Тетекс веќе 2 месеци активно се подготвуваат за стартот на новата сезона во втората кошаркарска лига на Македонија и ги очекуваат најавените ваучери за спонзорство од Агенцијата за млади и спорт. Кошаркарскиот клуб Тетекс од Тетово веќе 2 месеци активно се подготвува за настапот во втората кошаркарска лига на Македонија. Тренинзите се одвиваат во спортската сала при Средното економско училиште 8 септември во Тетово, која нуди одлични услови за тренинг и одигрување на надпревари. Клубот е засилен со неколку нови кошаркари, а надажите се во најмала рака да се повтори успехот од минатата сезона, кога Тетекс разигруваше во плејофот за пласман во првата лига. Почнавме негде, мислечини 15 септември, почнавме со тренинзи на вештачкава трева однаш позади нас што е тука. Направивме ни добри припреми, се припремивме тука 1-2 недели, работевме интензивно и после тоа негде околу пред први така влеговме во сала. Екипата е нешто малку изменета, ни замина Мевна Јунузи, замина за МЗТ, игра у втората екипа на МЗТ. Меѓутоа ни се врати Ацко Рефајловски, минатата година не играше поради здравствени причини, меѓутоа сега се врати. Дојде Сериовски од Феникс, млад перспективен играч, кој што долго години бил во Феникс, тренирал таму, играл тие младински категории. Меѓутоа сега е едно добро појачување, млад играч, перспективен, рачунаме дека доста ќе поможе на екипата. Други Ценовски се врати од Охрид, знаете што се деси со Охрид, што се деси. Искусен играч, добар играч. Првенството иако беше најавено да започне на почетокот на месец октомври, сепак се уште се чека на исполнување на ветувањето за издавање на ваучерите за спонзорство од Агенцијата за млади и спорт. Поради оваа причина клубовите од вторите лиги во кошарка и ракомет во моментов не играат првенствени надпревари. Прволигашите добија негде по 80.000 евра добија тие ваучери и сега година во прв пат се направи иницијатива да се добија и второлигашите. Пополнивме ние тие прашалници и според тие прашалници сите екипи од втора лига добија речеме од 10 до 20.000 евра, зависно од тоа колку младински екипи има. Бидејќи Тетекс нема младинска екипа, пак добивме пристојна помош од Агенцијата спорт и млади. Меѓутоа до ден денеска нема ништо од тие ваучери. Застана негде работата, каде застана не знам, не може да се договора. Агенција во спорт и млади даде предлог да тие се реализира, меѓутоа застана таму околу тие владини собраниски тие процедури таму, не знам какви се, мора да излезе на собраниска расправа тоа. Има некоја најава, денеска разговарав со претседателот на втора лига, разговарав со него, тој има некоја најава дека во петок ќе има некое соопштение дека има најава дека може нешто да се направи околу тој ваучери, да не би иделе пред влада да идеме да штракуваме, затоа што јас сум 55 години у кошарка, такво нешто не се десило до сега. За во недела беше најавен протест пред владата на Република Македонија од страна на сите засегнати клубови од сениорска и младинска конкуренција со ваучер системот. Но овој протест е времено одложен, со оглед на тоа дека според последните информации, овој проблем ќе биде решен следните денови и првенствата би започнале веќе од викендот 9 и 10 ноември.